Продолжуваат блокадите и тензиите на Косово. Србите на северот од земјата се уште ги држат административните премини Брњак и Јарење барикадирани. На патиштата се поставени камиони, амбулантни возила и земјоделска механизација. Официјален Белград најави дека од КФОР ќе побара враќање на српската армија на територија на Косово, а заседаваше и тамошниот совет за безбедност, по кој председателот Александар Вучич истакна дека за него ова било најтешкиот ден од кога е председател. И када сте тако дотерани у ќошак. Кога сте така доведени во ќош, нема што. Морате да се борите и мојата порака до нашиот народ е: почитувајте го Еулекс, почитувајте го КФОР. Не дозволувајте да не испровоцираат и укажете на тоа. Ако видите дека постои можност другата страна да испрати специјални единици со маски на лицето, па да изведат напади на Еулекс и КФОР, па да се обидат тоа да го препишат на србите, затоа што таа можност постои. На Советот за безбедност службите ни укажаа на тоа. Заседаваше и Советот за безбедност на Косово. Тамошниот премиер Албин Курти истакна дека состојбата на северот се уште е тензична и оти Србија со најавите за враќање на незината војска на Косово сака да ја продолжи војната која ја загубила во 99-та година. Србот на Косово ќе да поновим башкменева. По 23 години од завршувањето на војната на Косово, Србија повторно се заканува со војни и со враќање на незините војници кои извршија геноцид во Косово. Србија не крие дека бара враќање во Косово, значи сака да ја продолжи војната што ја загуби со тогашното потпишување капитулација во Куманово на 9 јуни 1999 година. Тензиите на Косово повторно се разгореа откако при вооружен напад на полициска патрола беше повреден полицаец кој е етнички албанец, а за делото беше уапсен поранешен полицаец кој е етнички србин. Во меѓувреме припадниците на косовските специјалци зазедоа и објект кај браната Газиводе, од каде ги симнаа српските знамиња и ги отстранија српските чувари.